душата со музика ги полни и нашите. Тој е еден од најдобрите кларинетисти во Македонија. Го нарекуваат гений на кларинетот, наследникот на Тале Огненовски. Познат е и дома и надвор по неговите музички проекти кои изобилуваат со етно стил, традиционално, народно, но и модерно. Не сака да зборува за себе многу, сака се што има да каже преку музиката, преку песната. Сепак, еве ни го денеска во понеделничката утринска дружба, Благојче Трајковски. Благојче, добро утро. Добро утро, поздрав до вас, поздрав до гледачите. Ви благодарам многу за прекрасната најава и драго ми е што повторно ќе споделиме некои нови случувања. Благојче, како е на стартот од новава работна недела? Понеделник, обично уште од, како да кажем, уште од школските денови понеделник некако не ми е баш омилен ден и тоа ми остана во текот на целиот живот. Понеделник е некако тежок ден заради стартот на работната седмица и се после викендот. Да, неделата е исто така еден од полошите денови затоа што веднаш знаеме дека понеделник следува, меѓутоа веќе од утре, од вторник влегуваме во нормала и сето се биде нормален ритам. Ве нарекуваат наследникот на Тале Огненовски и токму од наследникот на Тале Огненовски произлезе монографијата за Тале Огненовски. Така, јас низ години наназад не можев да стигнам до епитетот наследник на Тале Огненовски заради татко ми, затоа што тој беше првиот наследник на Тале Огненовски, така некако си го носеше во целост тој епитет. Меѓутоа последната година, односно изминатата година, 2022, со себапот би рекол на големиот юбилеј 100 годишнината од раѓањето на Тале Огненовски, некако неговото име многу често беше спомнувано од мене. Неговото име беше спомнувано во неколку проекти кои што ги работев по повод юбилејот 100 години од неговото раѓање, меѓу кои проекти беше и таа монографија, која што од срце ја создадов во чест негова, па некако во јавноста полека јас се доближив кон тоа семејство, да кажем, на кларинетисти, мало семејство, но вредно би рекол, кларинетисти наследници на неговото дело. Познати сте и дома, и во странство по вашите музички проекти, изобилуваат со етно елементи, класично, народно, традиционално, но и модерно. Така, последниве, како да кажам сега, последните се собраа веќе повеќе од 16 години како професионално творам во рамките на се она што значи традиционална музика. И јас како магистар по кларинет, секако примарна дејност во мојот едукативен развој беше класичната музика. Завршив, дипломирав и магистрирав на факултетот за музичка уметност. Тука потоа продолжив како педагошки работник во Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Илиј, каде што и ден денес работам, и некако како примарна дејност во професијата ми е сето она што е поврзано со класичната музика, но активно се вложувам и сигурно ќе се вложувам понатаму во развојот на традиционалната музика, на се она што е поврзано со нашата традиција и култура, секако со цела почит и кон целокупната балканска музичка традиција. Некако со сите тие проекти низ годиниве наназад се укотвив, да речем, во професионализмот кој што ја следи традиционалната музика и сите тие случувања поврзани со неја. И дојдовме до она што е најновото од Благојче. Извор. Композицијата извор. Да. Што всушност значи извор? Дали е тоа ритмот на градот? Дали е тоа енергијата на луѓето? Добро. Моите последни неколку композиции се дел од мојот најнов солистички албум кој што треба да излезе за некој месец-два, би рекол, према моите очекувања. Тоа е четвртата нумера која што јас ја промовирав со мои специјални гости Александар Софрониевич и Нева Николич од Србија. На моје големо задоволство имам двајца прекрасни инструменталисти, вредни, почитувани имиња во балканската музика, би рекол. Направивме едно инструментално парче, повторно музиката е моја, аранжманот е на господинот Димитар Христов, и направивме една инструментална нумера која што
На мое големо задоволство, одлично се прифати не само во Македонија, не само во Србија, односно на ниво на целиот Балкан. Добиваме многу пофални зборови покрај ова општата јавност, да речем, многу пофални зборови добиваме и од стручната музичка јавност, повторно ќе кажам на ниво на целиот Балкан, многу ми е драго. Споменавте дека ме прашавте дали е тоа ритамот на и бојата на градот, затоа што во многу мои наврати секогаш е битола на првото место, таа битолска традиција, таа битолска култура, секогаш гледам да ја почитувам. Би рекол дека во се што творам, во се што произведувам лично јас, се што произлегува од мене, мора да има нешто од таа битолска жица. Овде не беше ништо наменски, нешто тенденциозно поврзано со тоа, меѓутоа го има тој дух, го има тој мелос. Многу сум задоволен од придонесот на гостите инструменталисти, на Александар Софронијевич, на Неда Николич, го споменав и господинот Димитар Христов како аранжер, тука имав уште неколку други инструменталисти. Многу сум задоволен од целокупниот производ, ми е одличен поттик за со една убава енергија да ги дозавршим останатите numери од албумот и полека да стокмиме едно музичко парче кое што на вистина мислам дека ќе остави една силна трага во целокупната балканска инструментална музика. Музиката ве однесе на секаде низ светот. Так. Настапи дома, настапи во странство. Сега, има ли некој на кој со радост се сеќавате? Има многу спомени, има многу убави настани, има многу анекдоти, има многу позитивни случувања кои што за секогаш ќе ни останат во спомен. Сме направиле многу концерти низ Балканот, низ Европа, неколку турнеи имаме реализирано и прекоокеански, Австралија, Америка, каде што сум стекнал на вистина големо искуство, сум запознал многу луѓе, сум настапувал на помали и поголеми сцени, така што едноставно спомени на собрани многу. Некако кога ќе се навратам наназад, ми изгледа како сето тоа да поминало во многу краток временски период, но на вистина доста години се собрале наназад и сето тоа некако ми представува едно големо задоволство и гордост и посебна радост што едноставно се занимавам со оваа професија. Кој е Благојче надвор од сцената? Благојче е еден едноставен, ведар, позитивен човек кој што сака да се дружи, кој што сака луѓе, кој што сака убави нешта, кој што сака да шета, да патува, сака многу спорт. Меѓутоа за сето ова што го зборува има премалку време, да кажам, и тешко можам да си ги приуштам сите оние задоволства кои што ги сакам и сакам да ги негувам, меѓутоа едноставно пред се сакам да сум здрав и жив, за другото се точно знам како треба и што треба и се надевам дека ќе имаме моменти за дружење и за разменување на позитивна енергија што повеќе во животот. Ви посакувам и натаму да создавате убава музика, да си ја полните душата со музика, да ги полните и нашите души. Ви благодарам што бевте гостин на Македонија научи. Ви благодарам и вас, ви благодарам за прекрасниот разговор, за пријатната атмосфера, ви посакувам да сте здрави и живи, да имате успеси уште многу во иднина и да ве гледам секогаш вака ведри насмеени. Благодарам, Благојче. Секој добро.